Северозападно од Скопје, поточно речено од преводот Јасен, се наоѓа селото Белица. За селото Белица многумина велат дека ова село е центарот каде што се дели порече на Горно порече и Долно порече. Позади мене е селото Белица. Позади Белица се наоѓаат 24 села, а према превојот Јасен уште 27 села. Дојдете во Порече, дојдете во селото Белица, посетете ги Беличките извори, посетете ја долината на Беличка река, посетете ја и Треска, да видите што е убавина, што се природата му дарила на овој крај, наречен од памтивека Порече. Добре, среќа. Како си ми? Та викај ура до кога ќе видиме. Така. Ајде, добри сте. Сполајмо на Бога, еве Господне донесе и во твоево родно место во селово Белица. Ако баш мило ми е. Така пред се или работа што ќе Фала да поработуваш. си здрав и жив. Сакам да седам да сеам лија за пипер. Пипер, а? Да. Уба, кромиќе посее. Посеав. Лукче? Ама ќе сеја уште. Ова беше есено, сега ќе сеја пролетно. Така. Уште не ми е готово. Јас сум Милош Миленковски, од село Белица. Кои се најстари фамилии? Ова село зброеше неколку 180 куќи. После по некое време во Турското, ова село се викало Виничи. И го се испустило. Некои заминале па Прадишта, некои заминале Велес, некои заминале Скопје. И овде се испустило. После се населиле касладжи, овчари, така речено касладжи овчари, од Бенче, од Локвица и од едно село овде има, како се викат, овде на Самоков горе е. Така. Тие го слават Петкоен, а овие Митроен Локвица, Бенче го славит Свети Ѓорѓија. И тамо тоа селото Белица, и ден денеска постојува селото. И тие дошле одавака како касладжи појче. Тоа дека топло не е како тамо. Така. И се населиле во Белица. Ова црква што е овде, затоа го имат храмот Свети Пантелемон. Тоа е од Белица, отаде и тие тамо во тоа Бенче го слават Белица. Били се овде кавака прво Соколевци, Павлевци, Димитриовци, Анđелевци, тие. Само едино кај нас е што немаме пат од Скопје до Белица. Кои му се соседни села на Белица? Срешнево, Така. Тажево, Брезница, а од оваа страна Ореше, Богомила и Велес. Може ли да ни кажеш ова планина овде, како се вика тоа снегов овде? Ќе ви кажа, моја Каражица, Така? па после Јакупица, па Даутица. Така. А со оваа страна вамо е Беликамен. Беликамен. Да. Тоа е
Белкамен, Трешевски. Така? И преку тоа се преку Зрзе, за Мовнатец, Долгаец и О, Заприле. знам каде е. Змеојца е поминуваш? Над Змеојца На згора. Змеојца? Да. Јас сум од Рилево иначе. Од Рилево си? Аха. Ново. Сега вака почнуваат веќе туристи да идат, ракава да ја гледаат. Тоа. Се занимаваме се вака некој пченче, некој грав. Таа работа, селска работа. Има некои добри туристи што идат да речат, на килце гравче да земам, компирче или салатнички да си направат. Идат и ја имам кози 4. Така? И некогаш вака им продавам им лекце. Не им земам многу, пошто знаеш, јас знам села не сум, како е селски живот. И тој што дошол, например, од некаде, и тој дошол, сјако, ако му земеш повеќе пари, ќе рече мајката ја. Што? Значи, појде вамо, да може седи човеков. Да ја гледа средината. Да може па да дојдеш да се Да види. дојдат па да дојдат и па да се видиме. А не само едно ќе ќе гостета и збогом, веќе нема да дојде. Селото Белица од 2004 година па наваму е дел од општина Македонски Брод, а претходно општина Самоков, а од општинскиот центар е далечена 32 километри. Кога човек ќе дојде во ова село, се е складно. И синото небо, и бистрите белички води, и планинските горостоси, ама и семејните куќи и другите пропратни селски објекти, со еден збор, етно село во современ денешен стил. Или работа? Хвала. Ајде Римане. Здраво. Здраво. Како си Марем? Викај ура. Добар ден, домаќине. Или работа? Хвала се, да. Те служаме грчинава. А па што чепрат мора да се работи еште. Што ќе го садиш ова? Кокарче, лукче, нешто таа работа. Така. Машала. О, машала. Азгун. Види бе.
Како си ми? Арнав си? Арен си? Ова е Магарет, а? Да. Маркове! А тој тава, ова како се вика? И тој Марко, и тој. И ова е Марко? Да. А ова е Кало, тој е... Да. Атракција ова туристичка, шо велиш? Кој е Магаре посилно е? Јас како? Ова и Марко или другиот? Зависи. Зависи. Зависи како е забавно, како е рането. Добро е. Ајде бркај си работата. Ајде Марко, ајде оди ти да не ме спрегнат мене, па ја да влечам. Ајде. Се убавоја. Измео пугот да сватиме уште едно снага. Не, води ти натака. Чуп. Ова да ми кажеш, кога доаѓав од мотело тука, Да, на има 5 рибници. да, Идат туристи, идат. Од кај е туристи да рече вака? Па има и од Трансво, од Полска, од Чехословачка, од така. Так, кај тебе дошла вака да речеме? Па идат покојци барат носи оние стари, Аха. прашуваат како било понапред, како се живеело, старите водениците кои работеле, се хранело ова население од само житари се вреше, сневрале, пшенка, јрш, тоа. И кога доаѓаат туристите, кога се заминуваат, што вака препорака им давате? Дали пак доаѓаат? Доваѓаат. Доваѓаат скоро секоја година. Селото има од памтивека урбан етно карактер, со селско сред село, каде што од него и кон него водат безброј подзидани со камен патчиња и сокачиња, а околу нив малите селски бавчи, каде што од памтивека мештаните си произведуваат здрава органска храна за своји потреби. Дома вака што поработуваш? Папченка, кромпир, граф, пипер. По нивје работиме, а дома, знаеш, жените дома што работат. Так. А пак сред селото е сведок на времето каде што народот ги споделувал и убавите и по лошите случувања од животот, а околу сред селото амфитеатарно се издига семените камени куќи на 2 ката со мали прозорчиња, порано покриени со доломитни плочи и турски џерамиди, а меѓу нив негде срамежливо џиркеат новите викендички, надопунувајќи ја новата архитектура со оваа архитектонска убавина. Покрај природните убавини, селото има повеќе културно-историски вредности. Во служба на селото се и 5 цркви. Свети Пантелеймон, централна црква, изградена во 1889 година, во непосредна близина на селото се среќаваат 3 археолошки локалитети. Кале Миткорен локалитетот, Кале Дабрава локалитетот и Кале Столатац локалитет. Селото најмногу е посетено во летниот период, особено во периодот од 1 до 15 август. Во тој период мештаните ги слават христијанските слави Свети Илија и Свети Пантелеймон.
Второ наведената слава всушност е и селска слава и представува одлична прилика за собир на иселениците кои со душа ги чекаат тие денови. Главното извориште на реката е лоцирано на околу 80 на метри североисточно од селото. Овој извор представува карстен вруток, чија издашност се движи од 320 до 370 кубни метри во секунда и е еден од најголемите извори во Република Македонија. Беличката река, иако има краток тек од околу 5 километри, таа е една од најголемите притоки на реката Треска, најголема незина десна притока. Имено, реката Белешница се уште изобилува со кристално бистра чиста вода, па затоа во 2002 година со право е заштитена како споменик на природата. Во текот на годината, Беличката река има температура од околу 9 степени Целзиусови и представува погодно разладување во жешките летни денови. Покрај реката Белешница, која е бисерна белица, околината има уште многу што да понуди. Во непосредна близина на селото се наоѓаат 3 пештери – Момичек, Лапарница и Голубарница, кои исто така се ставени под заштита. Пештерите меѓусебно доста се издвојуваат. Момичек е позната по пештерските езерца, пештарата Лапарница е најдолгата од споменатите пештери, сложена е пештера со пештерски канали во должина од околу 200 метри. Пештарата Голубарник е позната по пештерските бисери, како и по мистериозниот човечки череп кој е најден во неа. Пештерите се доста посетувани од спелеолозите, кои селското училиште го имаат претворено во спелеолошки центар. Исто така, непроценливо богатство за Бели и околината се и боровите шуми кои доминантно се среќаваат. Доста впечатливи се и високопланинските пасишта, богати со многу тревни видови, меѓу кои значително се среќава планинскиот чај, а особено изразито е Борополе, кое е издигнато на планината Караджица на надморска височина од 1650 до 1800 метри. Вливот на Белешница во Треска представува еден од најомилените места меѓу рибарите од овој крај, кои секојдневно се среќаваат. Инаку неколку километри по течението на Треска започнува вештачката акумулација Козјак, па затоа овој дел е доста привлечен за рибарење. Оние кои пак нема среќа во риболовот или пак не се влюбеници во него, можат да посетат еден од 4 рибарници
кои се среќаваат по течението на реката Белешница. Во нив може да се најде свежа калифорниска, речна и златна пастанка. На 15 километри од резерватот Јасен и на 25 километри од Македонски Брод се наоѓа мотелот Белица. Што ни треба пред се? Пред се ни треба риба. Така. Вода со, па се става сол. Имаме и помали, имаме и поголеми. Имаме 250 грамски и пола килски риби. И сега тие се печат од пола сат, најмногу. Денес имаме и селско месо, кое го спремаме во земјена кала. Тоа е веќе готово за окурнат. Со печуки, тоа го спремаме. Сега ќе оди во курна, ќе пече. Имаме и мусака, која уште ни е во фаза на спремање. Можеме и да спремиме и други работи, мислам, да не редеме, кога имаме гости во летниот период, спремаме специјално по нарачка. Ова на крајот ќе биде извриено, подгорено, да си има коричка за зорането. Сега ги ставаме во курна, едно пола сат. Тоа е мусаката и овие се селското месо. Ова е таа мусаката, уште не е готова. Селското ќе се крчка. Сега затворим. И да печеме 250. Тој ги ставаме на веќе ладат. Ова сега се носи. Ова е веќе готова, големата. Мусаката ни е при крај. И матиме јајцата со домашно кисело млеко и одворена велнава ги ставаме во ред. И тоа е. И оставаме тоа, уште 10 минути. И тоа. Иначе имаме и живе. Туку, ајде, Ајде живе. дека зуба зарно, и ова би додал. Момче, и ова би додал. Дојдете во селото Белица. Да се Пробајте напиете сливка ракија. да се напијате сливова ракија
чиста, здрава, без прскани сливи и да се замесите од беличките домати, краставици, И пиперки јајце варено. и јајце варено од селска кокошка, Да. кое што се вели се што се храни се е природно.